Еден ден пред одбележувањето на Светскиот ден на здравата вода, поточно вчера во попладневните часови, низ река Брегалница течеше црвена вода. Зачуденоста, но пред се револтот на граѓаните не може да се мери со ништо, иако предпоставуваат она што ги интересира е кој е за црвени Брегалница и да се открие сторителот. Риболовците кои рекреативно се занимаваат со овој спорт велат дека не било првпат водата која тече низ Брегалница да ја промени бојата. Тоа се случувало во изминатите неколку дена. Под течението, низводно од овдека, значи од правец негде на памучна индустрија текстилен комбинат Македонка бивши, од озгора идеше црвена вода. Претходно течеше, али некако темна вода, како на тегет, како на црно, а ово е прв пат да биде црвена и беше драстично премногу црвена, имаше некаков мал како мирис, непријатен. Беше црвена како крв. Секој ден пушат, а напоручок тоа од кај 12 ден саато, тоа загадуваат водата со црвена, жолта, што ти знам, кафена и уопште не се ни лови риба. Се една сабајле бистра. Инаку овие пушат изгледа од Македонка ли кај има, не знам дека е. Тоа е боја ли шо ли пушат и ја загадуваат реката. Овие делиша цела недела тоа така испушат онакво боја, мислам, шо за боја ли, шо ли од шо ли, не знам, углавно од конфекција некоја за фармерски, за шо ги боат, шо не дуат и тоа пушат по реката. А нема ли колектор, нема ли такво, него право водата, мислам, и ја загадуваат реката. Брегалница е загадена. За жал во Штип, денешниот светски ден на здравата вода се одбележува со висока концентрација на хемикалии во река Брегалница. Државниот еколошки инспектор Владимир Черкезов за Канал Плюс изјави дека се земени мостри од црвените води на Брегалница кои се забележуваат во незиниот тек од индустријската зона па до излезот од градот. Мострите се испитуваат во референтна лабораторија во Скопје, а резултати се очекуваат за 7 до 10 дена. Во лоцирање на виновникот за оваа последна во низата хаварија и на водите на Брегалница, од денес активно се вклучи општинскиот еколошки инспектор Сенка Андреева. Од двата инспектората не даде официјална изјава, но затоа граѓаните имаат своји коментари. Има нешто, без нешто не. Некоја фабрика нешто, ако е со бој, такви работи, ако работат со бој, може би од тоа. Она што всушност ги засега е и тоа дали вчерашната црвена вода во Брегалница на било каков начин истекувала од колекторот на јавното претпријатие ИСАР кој се наоѓа во населбата Населје и дали ќе влијае на квалитетот на водата што ја пиеме. Најодговорно можам да тврдам дека колекторот не е причина за загадувањето на река Брегалница. Денес е 6 октомври, ден на здравата вода и ние на граѓаните на град Штип можеме да ја порачаме дека пијат здрава вода, бактериолошки, хемиски и физички исправна. Како и да е, наскоро ќе се знае точно кој е сторителот и од каде потече смрдливата црвена вода. Потоа се очекува да се преземат мерки за соодветно да биде казнет, бидејќи освен грдата слика која се добива со гледање на црвената боја, риболовците велат дека риба во Брегалница повеќе нема. Вопште не лове, тоа е рибата упропастува. Нема риба. Рибата е за црвено, недена е. Химикали пушат. Брегалница е загадена.